Во политиката влегува во далечната 1988 година. Во самостојна Македонија извршува повеќе функции. Во 3 наврати е министер за економија и за труд и социјална политика. А сега е на средината од третиот мандат како градоначалник на општина Карпош. Различните функции не се единствената карактеристика на овој политичар, туку тоа се и партиите ЛДП, СДСМ и на крај ја формира ГРОМ. Стефчо Јакимовски е третиот кандидат за председател кој во топ тема ќе ја презентира и образложи својата програма и се наоѓа на третото место на гласачкото ливче. За да може да покриеме што е можно поголем дел од вашата програма, заложби и ставови како иден председател, ќе поставиме рамка за времето на одговор на едно прашање на 3 минути, а на подпрашање на 2 минути. Господин Јакимовски, добре дојдовте во топ тема. Добре дојдовме, четврти мандат сум градоначалник. Четврти мандат, се извинувам. Прво прашање секако, зошто вие треба да бидете председател на Македонија? Затоа што повеќе ги разбирам работите во однос на другите. Че секому за делот во својата професија, меѓутоа политиката бара ширина. Покрај тоа што треба да бидеш стручен во некоја област, мораш да имаш широки познавања за да се бавиш со политика. Како домашната, внатрешната политика, така меѓународната, така геостратегијата, геополитиката. Оно што е битен услов и за еден председател, секако и познавање на економијата, економските прилики, како и што е оно што е потребно на сите граѓани во Република Македонија. Се на се, што би рекол Njegошко, највише да седи, мора најдуже да гледа. Ете, таков се сметам јас. Имате доволно искуство, да, тоа држи. Секако интересен е слоганот "Храбро за Македонија". Кажете ми, досега сметате дека недостасуваше храброст кај политичарите или пак кај граѓаните? Прво, недостасува храброст да престанеме со популизмот. Недостасува храброст да не се плашиме од гласачите. Гласачите во прв момент може би нема да не подржат и дури ќе не осудат, но ние мора секогаш да носиме одлуки кои што се битни за граѓаните на Република Македонија. Се ова што се прави до сега е обичен популизам и ништо повеќе. Значи ни треба храброст за внатрешните прилики во Македонија да се ги средиме, да се спротивставиме пред се на големите политички партии, на нивните навики, на нивната окупација на јавните институции, поготово на безбедносниот и на судскиот систем, каде што мислам дека се што мириса на партија и што е блиско до партија треба да направиме ветинки и треба тие служби, безбедносниот систем и обвинителско-судскиот систем ние треба да го комплетно да го департизираме и да го ослободиме од партиите. Во делот на надворешната политика како ни треба храброст. Ние до сега ни еднаш не собравме храброст да се спротивставиме на сите овие притисоци што се случуваат врз Република Македонија од 92 па навака. Значи буквално не пркнавме. Прво беше притисок да го промениме и да промениме знамето, па потоа беше притисок дали ќе можеме да формираме држава или нема да можеме да формираме, па не стигна Лисабонската декларација, па видовте што се случува, какви притисоци за време на воените действија 2001 година, да го промениме политичкото уредување на Република Македонија, па притисоци за промена на името, а со тоа промена на името, јас секогаш ќе кажам, мора храбро да долееме на промена на уставот, затоа што секој отварање на уставот настрадуваме ние македонците. Со минатото отварање на уставот го исфрлија темелот на македонската држава, а тоа е АСНОМ. Значи сега повторно ќе се исфрли нешто од уставот во кое што повторно ние македонците и натаму стануваме монета за подкосурување. Тоа значи дека храбро треба да застанеме и да им кажеме и на овие од надвор, и на овие од натре, и на овие што се подготвени да предаваат дека доста беше со предоства остана на Република Македонија и доста беше со бавење на имагинарни прашања, односно на прашања на кои што не може да се даде одговор, односно храбро кажуваме не разговараме за идентитет, не разговараме за јазикот, а сме за европскиот пат, но во исто време храбро ви кажуваме дека од 2030 година не сме подготвени повеќе да чекаме на влез во Европската унија. Тој пат ќе го тераме, меѓутоа ќе бараме решение за проблемите на граѓаните, а пред се за економските проблеми на граѓаните на Република Македонија. Да, за делот од програмата ќе зборуваме малку подоцна. Велите, во минатото недостасуваше храброст. Вие бевте дел од 3 влади. Па да, јас бев дел, во една влада бев 14, во едно министерство 14 месеци, во другото 20 месеци. Вие денеска имате министри по 7 години. Не зборуваме за храброста.
Да, и тогаш носевме храбри одлуки. Законот за работни односи, знаете колку бев критикуван, тоа беше храбар ичекор за тој закон. Значи, се што сме донали тогаш не е променето до сега. Закон за трговски друштва е 736 членови. Тој закон се уште не е променет. Има по некои измени и дополнувања, ама еден закон да обстане 20 години, тоа значи дека го издржал забот на времето, а јас сум бил, заедно со моите служби сме биле пред време. Тука влегува и закон за трговија, закон за туризам и гостителство, и тој не е променет, закон за индустријска собственост, закон за стопанска. Имаме закон за стопански комори на Македонија и закон за стопанска комора на Македонија, да. И гледате денеска дека многу успешно работи, а ако не беше тој закон, каде Христијан Мицкоски кидеше да се состане со стопанствениците, како што тоа го направи со председателот на комората Бранко Азевски. Имаше серија состаноци, речиси од сите партии кандидати. Вака, вие сте единствениот кандидат кој што не го потпиша кодексот за фери демократски избори. Зошто? Па гледате, колешката Силјановска зборува дека таа не сакала привилегии. А оваа привилегија сака. Тие да земат 1.650.000 евра за реклами за ова изборна кампања, а ние да земеме по 120, односно 100.000, колегата Максим Димитриевски за првиот круг. И тоа се фери демократски избори. А внатре се зборува за недискриминација. И уште треба да бираме зборови со кои што ќе се обракеме, а тие на своје конто имат 1.600.000 и јас прво не би учествувал на такви нефери избори. И не можем да му се изначудам на председателот на државата. Значи, да бидеш председател на државата 5 години, може да мислите со какви информации тој све располага. Во однос на сите нас. Он на било кој дуел би требало да нарастори нас. Затоа што он е 5 години, како што јас уверено владеам со материјата градоначелник на општина Карпушки и локална самоуправа, така тој би требало да владее суверено со материјата председател на Република Македонија. И сега, на сето тоа, зимаат огромни пари за своите реклами, за својот циркус што го прават низ Република Македонија и уште дозгоре избегаваат дебати. Па нели е тоа дегудантно, нели е тоа смешно, нели е тоа подценување на граѓаните на Република Македонија, само покажуваат дека и натаму ќе бидат продолжена рака на партиите. Јас овде во вашето студио имав дебата на локалната самоуправа, на локалните избори. Значи имавме 3 дебати, разговараме за канализации, за водоводи, за паркови, за улици, а за битни државни прашања и во делот на внатрешната се предлага промена на устав. Се предлага изфрлање на македонците од уставот. И тоа кандидати го предлагаат за председатели. Значи, тие работи се предлага председател да се бира во собрание, па тоа ќе предизвика тектонско пореметување во уставниот поред. И за тие работи ние нема да разговараме, да видат граѓаните да одлучат кој најповеќе познава оваа материја и кој е најподготвен да биде председател на Република Македонија, туку едноставно да се скријат во своите реклами и ништо повеќе. Нека извинат, ама нивните реклами и ваквиот однос кон граѓаните ми изгледа како да се пејачи, како да е, не знам, Цеца Величковиќ или Здравко Чолиш да промовира некоја нова песна, а не да збориме за важни државни работи во кои што Македонија се наоѓа. Мислам дека никогаш во потешка ситуација не била Република Македонија. Со оглед дека сметате дека некои кандидати веќе се фаворизирани, од самиот старт дека се фаворизирани, дајте ми оценка на кампањата. Не на вашата. Има ли црна кампања? Па тие психолошки мислат дека се фаворизирани. Кај народот не може никој да биде фаворизиран. Тие добро го имаат формирано своето мислење за сите нас, и за мене, и за нив, и така натаму. Меѓутоа, уште подобро беше кога прво е здраво за демократијата, прво е здраво за општеството, за сите граѓани. Има ли граѓанин кој што нема да гледа дебатата на председателските кандидати? Па ние гледаме што се случува во Соединетите американски држави. После секоја дебата се прават анкети. А што се случува кај нас? И ќе кажеме дека треба да подпишеме кодекс за фер и демократско однесување. Ќе подпишеме. Ама значи треба се лажеме. А јас сум човек што не сакам да лажам, морам да ја кажам вистината. Вистината е дека имаме дискриминација во начинот на финансирање. Тие се откажуваат од секакви привилегии, ама штом дојдат до пари, тога цел ден се напаѓаат и СДСМ и ВМРО за криминали, за корупција, ама штом ќе се појави купче пари, тие веднаш наоѓаат начин како ќе се договорат и еве двајцата председателски кандидати впрочем покажуваат дека тие не се ништо друго, туку исто што и нивните партии кои што ги предлагаат, штом се во прашање пари, исто ќе се однесуваат како сите останали. А јас ќе им кажам, парите не се услов за да победиш на избори. Минатите избори победив без еден денар кампања.
одиме сега со првиот блок на реклами и потоа продолжуваме со дебатата. Господин Јакимовски, велите, ги слушав вашите настапи, велите добар политичар мисли на следните избори, добар државник на следните генерации. Кој е вашиот клучен приоритет, доколку следната дестинација ви е Вила Водна? Добар политичар е задолжително популист и мисли само на избори. А добар државник мисли на следните генерации и за тоа каква држава ќе остави за себе. Тоа е клучот во политичкото делување, а не тоа дали ќе победиш пак на наредните избори. Битно е што си оставил за себе и каква иднина оставаш на младите поколенија, а јас држам до себе дека иднината не се наследува. Нас во наследство асновците ни оставија прекрасна држава, дури ги сврливме од уставот, а во исто време некако не создаваме нова иднина, затоа ова се избори во кои што секој граѓанин треба да се вклучи во создавањето на иднината на Република Македонија, а јас сум тука да бидам начело токму за создавање на иднина за сите граѓани на Република Македонија. Значи, приоритетот, доколку сте во Вила Водно, е иднината во која насока? Прво, мора да го реформираме темелот на општеството, тоа е образованието. Образование кој ќе дава знаење, а не петки. Образование во кое што ќе биде фундаментот на општеството. За жал, ние тоа го напуштивме. Втората работа, а реформи мора во здравството. Како сме тргнале за 5 до 7 години надри лекари ќе ама тоа е малце надвор од вашите така, ингеренции. Но на председателот на државата не му е се исто во какви болници му се лечат неговите граѓани, не му е се исто какво е здравството, не му е се исто какво образование има, тоа е темелот на општеството. Исто ли е за председателот на државата дали имаме неефикасна, голомазна, огромна администрација во која што ќе викате нема пари за ова, нема пари за ова. Впрочем, како председател на држава ќе бараш пари за вооружување на оружените сили, за подобра материјална состојба на војската, техничка опременост, финански средства, плати и така натаму, а во исто време да се вели да нема, а министерства кои што би требало да бројат по 10 луѓе, бројат по 450 луѓе со високи плати и изгоре на тоа не доаѓаат на работа, тоа како председател на држава треба да го премолчувате и да го голтате, или треба сите такви горливи прашања да се отвараат и заеднички со владата да се разрешуваат. Ова зборам надвор од уставните надлежности на председателот, но председателот еднаш годишно се обраќа во парламентот. И кога гледаме дека некои работи не одат, председателот на државата е најповикан во име на сите граѓани да бара решение за тие проблеми. А мислам дека образованието, здравството и администрацијата ни се најголемите проблеми заедно со судството во Република Македонија. Ево вака. На што ќе биде ставен вашиот прв подпис како председател на Македонија? На што би сакале, еве? Добро прашање. Јас не знам кога истекува мандатот значи кога се бира началник на генералштаб. За мене тој треба да биде најдобриот во смисла добро познавање на професијата која обавува, задолжително да има и одлично теоретско познавање, минимум магистар или доктор на науки, и минимум и одлично познавање на еден од светските јазици, за да биде началник на генералштаб на Република Македонија. Значи, прв подпис е как би било генералштаб, началникот. Како председател сте, како председателски кандидат, доаѓате од коалиција, сега е формирана, Громцер и Интегра. Како дојде до оваа коалиција? Што е заедничко за трите партии? Заедничко е борба за граѓаните. Самка и Пцер заедно со Ана Глигорова се борат со години за блокираните сметки на граѓаните. 80.000 граѓани има кои се блокирани сметките и не се почитува законот со кој што практично извршителите се стават ад акта, и таа борба е наша заедничка, односно борба за подобар живот на граѓаните. Второ,
во делот на уставните промени, во делот на македонскиот идентитет, во делот на македонскиот јазик, како и приоритетите во делот на економскиот развој на Република Македонија. Тука сме максимално компатибилни со господинот Љупче Ристовски и со Интегра. Седнавме за многу кратко, готово за половина час се договоривме за нашите програмски определби кои што се компатибилни и немаше никаков проблем. Дури наоѓавме заеднички јазики за прашања кои што, да речеме, претходно сме имале различни ставови, како ќе ги решаваме, како ќе ги разговараме и така натаму. Да, имат. А чива беше идејата? Кој прв кого повика? Колегата Љупчо Ристовски се јави прв, исто така колегата Самки Ибримовски, јас со задоволство ја прифатив нивната желба да разговараме за евентуална коалиција. Имаше и други кандидати за кои оценивме дека се некомпатибилни за оваа коалиција. Кој? Па сега. Веројатно се тие на некои други места. Не очекував дека ќе ми кажете. Ке почнеме сега со програмата која што ја презентиравте како претседателски кандидат. Еве со надворешната политика, потоа ќе говориме за внатрешните прашања. Ги гледав вашите настапи на митинзи, на средби со граѓаните. Велите, јакнење на нашите позиции во НАТО структурите, малку повеќе почит како од НАТО, така од САД и од Европската Унија. Што за вас е повеќе почит? Што подразбирате по тоа? Бараме малку повеќе почит. Малку повеќе почит, тоа значи кон нас пред се македонците, малку повеќе почит во нивните притисоци и во нивното гњавење и на македонската политика и на македонските граѓани, во делот да треба се ние да менуваме и во делот на се некои промени треба да правиме околу нашиот идентитет. Дали зборуваме за име, дали зборуваме за знаме, дали зборуваме за јазик, дали зборуваме за идентитет и така натаму. Значи, сакаме да им кажеме дека за идентитетските прашања не сакаме да разговараме и дека ние сме тука, сме на европскиот пат, сме дел од НАТО структурите, тој пат и натаму ќе го трасираме, ќе издвојуваме максимално средства колку што се потребни, 2% од бруто општествениот производ за вооружување на Република Македонија, но во исто време гледате сега дадовме се што можевме дадовме на Украина и сме пета земја од НАТО алијансата по глава на жител по количина на помош што сме дале на Украина и за тоа исто така бараме почит. За прашањата за кои што не се разговара и не би разговарала ни една држава и ни еден народ, вие како председател. Ниту јас како председател, тие треба да се најдат начин како кога ќе се одлучува бугарите ќе пијат кафе. Дали ќе пијат кафе, дали ќе доручкуваат, тоа е нивни проблем. Тие треба да си го решаваат како што го решава проблемот со Орбан, а не постојано да се врши притисок во Република Македонија на се нови остапки за кои што мораме да им кажеме дека не сме подготвени повеќе од ова да остапуваме, затоа што кога го оменувавме името, договорот меѓу Заев и сите нив бил дека покрај влезот во НАТО се отвараат преговори за влез во Европската Унија, а очигледно дека тука имаме една мала лага. Исто во обраќањата велите дека, како што кажавте и сега, новите барања, долгогодишните притисоци ги иселија нашите деца. Навистина мислите дека младите си замина од државата ради притисоците од надвор или пак од тоа што се разочарани од тоа што го гледаат во Македонија, што немаат добро образование, што немаат можност за развој, што не гледаат просперитет во државата? Цело е кога има се. Точно. Ако еден млад човек гледа како само кога ќе го погледнат малку поднамуртено неговиот председател, неговиот премиер или министар за надворешни работи и тој попушта, како очекува своја заштита тој во оваа држава? Каква сигурност тој гледа во својата држава? Каква сигурност гледа и во правниот поредок, во правниот систем, каква сигурност гледа на своето работно место или било каде? А впрочем, тука се надоврзува и економската несигурност и сето тоа кој ќе видите вие кој ве води, како ве води, на што е све спремен само за да ја задржи фотелјата,
тогаш останува вие да побарате општество кое што може да ви гарантира поголема сигурност на вашите деца, пред се економска и правна сигурност, а и безбедносна сигурност. Имено, затоа и ме изненади дека мислите на барањата од надвор и притисоците од надвор дека вие се спремни причината. да попуштите пред притисоци кои што пред идентитетски притисоци, пред најсветото, тогаш пред безбедносните притисоци вие уште полесно ќе подкрепнете. И тоа се лоши знаци, све што ги праќаме до младите луѓе во Република Македонија. Нормално дека дел се иселуваат ради економски причини, ама голем дел се заменуваат како резултат на лош систем кој што не функционира, и имам чувство дека младите трагат по систем кој што ќе им обезбеди економска, правна, социјална и безбедносна сигурност. За жал, македонското општество на сето ова не може да одговори до сега. Можам да заклучам дека децидно сте против отварање на уставот и внесување на бугарите во уставот. Зошто? Јас не сум децидно против внесување на бугарите во уставот. Добро. Но сум децидно комплетно затварање на бугарското прашање. Тоа значи тој целиот пакет да се затвори. Јас и на лидерската средба го поставив прашањето: ќе дадете ли одговор за тоа дали сме нација 44-та или сме и биле откако постоиме? Второ, дали нашиот јазик е бугарско нарече или е засебен македонски јазик? Дајте одговор на овие две прашања, а за историските личности, историчарите нека вадат документи, нека вадат докази, дали бил некој бугарин, дали бил македонец, можеби и никогаш нема да се договорат, тоа не може да биде услов за наш влез во Европската унија. Ако ние на овие две прашања дадеме одговор дека бугарите нема и натаму да инсистираат дека сме нација од 44-та, дека нашиот јазик е модифициран бугарски јазик, а претходно сме лаеле како кучиња, јас со тоа не може да се сложам. Тоа значи дека овие две прашања дајте да ги тргнеме и нема проблем, бугарите ќе влезат во устав и продолжуваме. А нивниот предлог е дајте да го излажеме народот сега, да ги внесеме бугарите во уставот и они ќе речат нека се отворат преговорите, ама следното ќе биде следната сопка ова дека сме нација од 44-та година и дека нашиот јазик е наречие или како што тие викаат фалшлив бугарски език. Но сепак тоа е услов за продолжување на преговорите. Велите дека сте за членство во Европската унија, велите дека да, ќе работиме да ги исполниме реформите, да ги исполниме задачите, да исполниме се, но ова е клучот во моментов. А каде тоа пишува дека само таа перспектива е перспектива? И дека нигде на друго место нема перспектива? Јас сум прво за македонска перспектива, па потоа за европска перспектива. Ајде овие работи што ви ги спомнав во делот на здравството, во делот на образованието, во делот на правосудниот систем, во делот на администрацијата, во делот на безбедносниот систем да се ги решиме, да видите како подобро ќе изгледаме и подобро ќе се чувствуваат граѓаните. Второ, имам едно многу битно прашање. Може ли некој да одговори зошто ние овде немаме ни еден инвеститор од Саудитска Арабија, од Катар, од Арапските Емирати, од Либан, од Блискиот исток, од било каде. А сите тие инвеститори ги има и во Англија, и во Франција, и во Германија, и во Америка. Имаше некои турнеи, ако не се лажам, ама... Па имало турнеи, добро. Ај нека прво да видиме дали ќе добијат прво виза за да влезат овде во Република Македонија. Нели е тоа чудно? Како е тоа можно Лукойл да има бензински пумпи во Соединените американски држави? А секоја инвестиција овде се проблематизира. Како е можно Русија да има инвестиции во Грција, земја членка на НАТО и на Европската унија? Не алудирам на Русија, за било кој инвеститор. Дајте да ги отвориме вратите за инвестиции во Република Македонија. Но претходно дајте да направиме барем 50 милиарди евра инвестиции во делот на транспортот, во делот на енергетиката, во делот на железницата, туризмот. Колку хотели со 5 звезди Тоа е дел од програмата што подоцна ќе ве прашам секако. Подоцна ќе ве прашам. Велите, еве ова, велите продолжуваме со реформите, исполнуваме и чекаме до 2030 година. Што ако 2030 уште ако нема, тогаш ќе ги понудиме сите овие инвестиции на земјите членки на Европската унија, земјите членки на Г7, ако не сака македонската економија отворена за инвестирање. Кој сака, бујрум, овој народ треба од нешто да живее. Ако нивната европска политика е да можеме без проблем да идеме да работиме кај нив, да им ги чистиме улиците, јас не сум за таква политика. Значи, ако
Ако здружувањето со нив значи да отвора повеќе перспективи за младите луѓе овде во Република Македонија, тогаш сум за. Меѓутоа, ако за нас европска перспектива значи само да можеме да земеме пасоши и да одат луѓето, младите луѓе да идат да работат кај нив, да бидат чистачи и така натаму, и се она што нив не им се работи да треба ние да им го работиме, тоа не е тоа. Мојот концепт е овде инвестиции во Република Македонија, да се донесат големи инвеститори, ако се отворат инвестиции во градежништво, ако се отворат инвестиции во туризам, во енергетика, во патна инфраструктура, во железничка инфраструктура, тука ќе има работа за сите нас. Нема потреба да одиме, и ако со закон сите оние што инвестираат во Република Македонија создадеме законски услови колку тоа треба да изнесува минималната плата, не да им дозволиме да се играат со нашите луѓе, земаат наши пари овде, им даваат минимални надоместоци. Ако еден работник овде има 1200, 1500 евра плата, зошто би седел во Германија за 2000-2200 евра? Имено. Каде што има стамбено прашање решено, каде што има систем на социјална заштита, каде што има градинка, секој што живее во општина Карпуш може за 1490 денари да го смести детето во градинка без никаков проблем, а во Германија треба да плати 1500 евра. Добро. Едната плата од сопругата треба да му оди за детето во градинка. Еве пак, доколку 2030 не сме не сме дел од Европската унија, вие сте преседател на државата, Да. Каде ќе го барате сојузот? Остануваме ние на патот кон Европа. Добро. И понатаму. И Турција, колку години Турција не е из... Многу подолго од нас. И Турција ја чека Европа. Менува устави ката ден. Што прави? Па тај Пердоган дојде, донесе инвестиции, ја крена, ја направи регионална и европска и светска сила Русија, пред се турската економија, и гледаме како се развива турската економија. И ако постојано и создаваат војни на нејзината граница тука, и со Ирак, и со Сирија, гледавме што се случуваше и со Азербејџан там, значи постојано внатрешни конфликти се обидуваат да им составуваат, меѓутоа турската економија е многу силна и не само што инвестира внатре, туку тај Пердоган води една силна економска дипломатија за инвестирање на турските бизнисмени надвор од турската држава. Значи ние имаме пример за оваа работа. Еве кога станува збор за дипломатија, вие како председател на Македонија, Стефчо Јакимовски, председател на Македонија, има последен збор, кога станува збор за дипломатијата. И во програмата ваша велите дека дипломатската служба мора да се подобри квалитетот. Како ќе изгледа дипломатската служба? Кого вие би испратиле како амбасадор или амбасадори во странство? Кој треба да представува државата? Дипломати од кариера мора да одат највичните, најспремните, најспособните дипломати, мора да одат прво во земјите членки на Советот за безбедност. Второ, најспремните дипломати пред се од економски аспект треба да одат во земјите во кои што имаме силни економски врски. Трето, исто дипломати кои што се подготвени да ја развиват економската дипломатија во земји каде што може да има перспективи за нашето стопанство, исто така тие треба да дојдат на пиедестал, а најмало место во дипломатијата треба да завземат така наречените протоколарни или политички амбасадори. Веќе слушам некои мои колеги кои ми е ветувано дека ќе нема да бидат пратеници, ама ќе бидат амбасадори. И обично им дава да бидат амбасадори во Босна и Херцеговина, така тука поблиску до Црна Гора и така натаму. Ќе има и такви, да речеме, политички фигури на крајот од кариерата кои може да дадат придонес нормално за македонската. Вие сте последниот што се потпишува, дали ќе оди или не. Меѓутоа вчера станал пратеник, а денеска како да му доволат да оди амбасадор, тоа нема да пројде кај председателот на државата. Значи пред се професионална служба, пред се професионалците од МНР треба да ги завземат тие. Но не исклучувате и сепак и политички. Не исклучуваме, али зборуваме за политички фигури кои што долго време се во политиката, кои што би завземали министерски позиции, па како резултат на тие министерски позиции се стекнале со огромни знаења во делот на внатрешната политика, во делот на економијата и секако дека може да дадат свој придонес. Велите економска дипломатија. Тоа е еден од вашите фокуси. Сметате дека идните амбасадори би имале доволно време и познавања, мислам, дали тие би биле
да не звучам погрешно, трговски патници или треба да им се прати и помош економско, аташе не може секој да се разбира во се. Секако дека треба да тоа треба да внимавате при да се вашиот прати и избор. помош. Меѓутоа и во Министерството за надворешни работи има луѓе што завршиле правен факултет, има луѓе што завршиле администрација, има луѓе што завршиле економија, има луѓе што дошле од стопанството, значи различни профили таму. Има луѓе што работеле во, да речеме, во Светска трговска организација, во разни економски мултилатерални институции, тие треба да се искористат. Ме разбирате? Значи, кога се зборува за економијата, ама затоа велам, во земјите членки на Советот за безбедност, најбитните земји каде што се одлучува за големите политики, таму треба дипломати од кариера, кои ги ја познаваат политиката, знаат геополитика, геостратегија, придвижувањето во светот во која насока ќе одат, тие и текако ни се битни. Меѓутоа, во другиот дел треба да настојуваме да отвараме порти за македонското стопанство. Вие гледате сега, ние земјоделците го изгубија белорускиот и рускиот пазар. А во исто време тоа не го компензиравме со украинскиот пазар. Даваме оружје, ама натаму не оди ништо од конзерви, ништо од зеленчук, ништо водовоштие. Гледаме дека владата со прст не мрда да отвори нови пазари за земјоделските производи. Едноставно си пропаѓаат. Наредната година нема да садат. Веќе и се намали бројот, така да и сила веќе нема да реагираат, не затоа председателот мора да води сметка за сите. Ја гледав програмата ваша, внатрешната политика. Од она што можам да заклучам е дека доколку бидете избран за председател, ќе барате поголеми ингеренции. Не да предлагате, туку да именувате. Така. Зошто? Не му верувате на собранието? Па се вака. Како председателот на државата назначува начелник на Генералштаб, како назначува директор на Агенција за разузнавање, а не може да назначи гувернер на Народна банка. Тоа само ќе иде во насока на уште поголемо самостојување на Централната банка и на монетарно-кредитните власти во Република Македонија од владата на Република Македонија. И тие треба да бидат компатибилни, меѓутоа треба да бидат засебни институции. Централната банка мора да биде скроз иземена од било какви политички влијанија, пазарење со партиите, а тука значи и гувернерот. Гувернерот не смее да биде плод на партиско, политичко договарање и така натаму. Таа е исклучително значајна, стручна функција, која што и текако е битна за стабилноста на денарот. Погрешна монетарно-кредитна политика значи да ви го намали извозот, а да ви го зголеми увозот и обратно. Тоа значи дека тамо мораме да имаме уште поголема самостојност дури со законски решенија на Централната банка, а и тоа Централната банка го заслужува, бидејќи во сите истражувања Централната банка граѓаните имаат најголема довреба во Народна банка на Но не именувате само, не предлагате само гувернер, тука и совет на обвинители и судски совет. Судиите за судски совет зошто треба да пројдат преку собрание, а не директно од председателот? Или судиите во Уставен суд, зошто треба да одат преку собрание, а не директно? Значи, тоа е така, некого му текнало, вака ќе го пишеме во Уставот, а очигледно, ако начелник на Генералштаб и директор на Агенција за разузнавање ги одредува тој сам, односно ги назначува, зошто не би и сите овие? Значи, председателот да има изворни своји функции во кои што нема да може никој да му се меша. Еве, доколку сте председател на Република Македонија, утре кого би именувале за гувернер? Кого би именувале? Не предложиле до собранието, велиме. Кого би именувале? Кои ќе бидат вашите двајца во судскиот совет? Кои ќе бидат вашите кандидати, вашите луѓе во советот на обвинители? Гувернерот мора да дојде или од Народна банка, значи од натре, или мора да е некој од банкарскиот сектор. Значи, кој бил извршен директор или член на бордот на некоја банка, а особено тоа значи поголемите банки во Република Македонија. Добро. Што се однесува до Републичкиот судски совет, тука мора да бидат истакнати судии, значи судии со дигнитет. Тука може да влезат угледни правници и тука може да бидат од мене делегирани угледни професори. Но не може да бидат стручни соработници.
не може да бидат поимот истакнат правник, а тој е правник во локална самоуправа, не знам, во Карпуш или во Тетово или во Гостивари или во Кичево или мислам, нема логика да оценува работа на основен, апелационен или пак на врховен судија. Истото, што се однесува па до уставните судии, тоа мора да биде крем од судот. Неколку пати и колешката Селјановска ги спомна Нетков, професорот Нетков, со кој што исто и јас сум имал Джунов и така натаму. Значи, тоа беа универзитетски професори од калибар. И суди од калибар таму мора да бидат, кои што, значи, нивните пред се стручни, а и карактерни особини ќе бидат достојни за функцијата, највисоката судски функции кои што треба да ги обавуваат. Но ни случајно дали е близок до мене, до ова или до напротив ќе биде минус за било кој ако е близок до било која политичка партија. Председателот на државата има Совет за безбедност. Секако, кои ќе бидат вашите предлози, кои ќе бидат вашите луѓе во Советот за безбедност? Дел од тие луѓе ќе бидат луѓе кои што учествувале во работата на безбедносните структури. Значи, таа проблематика мора да им е позната. Значи, двајца исклучиво професионални кадри кои што работеле во безбедносните служби, а едно лице би бил пред се што се бави со политика, политички аналитичар, да знае добро геополитика, геостратегија, да ги прати тие работи. Значи, задачата на нас политичарите е да ги склопиме сите коцки. Значи, битно ми е да имам и човек кој што ќе ги знае да ги склопи сите коцки. За сите овие функции... Зашто на крајот на криштата сепак политиката е најбитна. Да. Таа ја носи конечната одлука. На крајот, да, сепак политиката ја носи. Еве, за сите овие места каде што треба да пополните со ваши луѓе, имате наум имиња? Точно знаете кого би предложиле? Да, секако. За мене е битно критериумот да се има кој треба тамо да оди. А имињата лесно ќе ги одредиме. Добро. Мислите дека би прошол вашиот предлог да го заобиколите собранието? Не. Во овие услови, во овие уставни ограничувања, секако дека не. Ќе мора да пройде низ собранието на Република Македонија. Дали сметате дека председателот треба да се бира во собранието? Тоа ќе биде најголема грешка. Зошто? Па тој ќе стане уште попродолжена рака на политичките партии. Една политичка личност имаме од партијата во владата, други имаме во парламентот. Сега третата политичка личност ќе треба да оди во председател. Тогаш председателската функција ќе ја направиме нестабилна, може во секој момент да биде променет. А не случајно се прави да имаме одвојување на властите. Имаме законодавна, извршна, судска и председателот со својата функција, тоа е здраво за демократијата. Значи, ние имаме потреба во даден момент председателот на одредени политики за кои што ќе смета дека се негативни да се спротивстави. Дел од вашите обврски како председател и ингеренции се помилувањето, амнестијата. Вие сте децидни. Амнестија нема да добие подпис од председател Стефчо Јакимовски на амнестија, нема да добие ни еден на што сторил кривично дело или осуден за кривично дело кој што не застарува. Кој не застарува? Не е некој... Тоа значи тоа се тешки кривични дела. Ако е за Сериозни тероризам, кривични како дела. ќе добие помилување? Добро. Значи, секој терорист што има намера да влезе на територија на Република Македонија треба да знае дека никогаш нема да биде помилуван. И дека ако биде фатен, треба да биде подготвен неговиот живот да заврши во затвор. Значи, ќе влезе во затворската келија и следен пат кога ќе излезе, тоа ќе биде кога ќе заврши неговиот живот. И тука нема дилема околу тие работи. А што со високата корупција? Добро. Амнестија? Зборуваме за амнестија. Значи, зборуваме Тоа за тешки дело... кривични дела, за жал, ние досега, иако формиравме специјално обвинителство, имаме толку големи институции,
ние за сега можеме повеќе да зборуваме како некоја приказна за високата корупција, отколку за вистинска корупција во високите кругови на власта. Повеќе мислам дека тоа е една приказна која што ја создава нашите западни партнери, како би можеле Македонија постојано да ја држат во лимбо ситуација. Ако вие имате одел за економски и компјутерски криминал во МВР, ако имате одел за организиран криминал во МВР, ако имате финансова полиција, ако имате агенција за финансиско разузнавање, ако имате обвинителство, јавно обвинителство, ако имате обвинителство за организиран криминал, ако имате управа за односно агенција за безбедност и контраразузнавање, и ако имате еден куп безбедносни служби и покрај тоа вие имате висока корупција, јас повеќе би рекол дека таа работа е готово невозможна, затоа што работата на секој функционер, на секој службеник подлежи на секојдневни проверки од институции над нас. Дали тоа се работи за надлежен инспекторат, дали тоа се работи за управна инспекција, дали тоа се работи за ревизија, дали се тоа работи за проверки од Министерството за внатрешни работи, па секојдневно кај мене во општината доаѓаат од Министерството за внатрешни работи, од финансова полиција, од Државен инспекторат за урбанизам, Државен управен инспекторат, ревизии и така натаму. И мислам дека системот е така поставен да, како што тие велат, корупцијата во високите кругови е минимизирана. Фигуративно. Дали има? Сигурно дека има. Сигурно има. И јас сум длабоко убеден дека тие добро знаат каде, во кои структури на власта, во кои политички партии, меѓутоа малце им одговара и да се прават на наудрење. Фигуративно. Човек што е осуден за коруптивни дејанија, дали би го помилувале? Дали би му дали амнестија? Ако издржи согласно законот повеќе од 2/3 од затворската казна, ако се однесувал согласно кодексот и начинот на кој што треба се однеси еден затвореник, ако на тоа придонело за негово покајување, и нормално дека ќе му следи и можност за негова ресоциализација. Доколку пред вас на маса во вака да се вратиме тука. За кој од овие што се моментов во затвор ние утврдивме дека луѓето зеле пари? За Милејан Киевски? За мојот колега Нема да навлагам. Нема да навлагаме сега во конкретни имиња. Нема да навлагаме. Ова беше прашање затоа што вели кажавте што ќе помилувате, што нема да помилувате. Еве вака, доколку пред вас на маса во Вила Водно беа измените на кривичниот законник, би ги потпишале? Да, би ги потпишал веднаш. И би барал уште повеќе промени во кривичниот закон. Какви? Мора да одговара тој што го работи предметот, а не тој што формално го потпишува. Не може одговорното лице во институцијата да биде одговорно за се. Јас како градоначалник ја не работам предмети. Ги работат службите. И ако тие кажат дека во еден предмет е се направено согласно закон, јас ако не го потпишам, право на злоупотреба на службената функција. Како тоа на крај испаѓа јас да сум прво обвинет во таа работа, ако јас не водам предмети? Значи, одговорноста и евентуалното неспроведување на законот или погрешно толкување на законот мора да се лоцира кај тој што директно ја направил грешката. А кај на сега системот е поставен наопаку. Најмногу одговара тој што најмалку е одговорен. А сите останати одговара за несовесно работење, а например министерот, директорот, градоначалникот одговара за злоупотреба на службена функција. Иако не ја злоупотребил службената функција. За разлика од вашите кандидати, вие имате една интересна точка во програмата, а тоа е заживување, основање на воената индустрија, значи да се отворат фабрики за производство на муниција,
производство на оружје, велите пазарот е широк, побарувачка има секогаш. Имаме ли, јас се сеќавам само на сувенир, Самоков, Микрон прилеп ми се чини едно време. Која компанија беше? Микросан прилеп. Да, извинете, тие беа ама прилеп. за двонаменски беа Имено. тие и имавме, мислам дека Еврокомпозити прилеп. И Еврокомпозит, да. Како треба да се постави таа индустрија? Колку време треба? Кој ви е планот? Што би произведувале? Каде би се произведувало? Колку би не чинело да поставиме? Кога мислите дека би имала бенефит државата? Се извинувам. Прво вака, мојата програма е, тоа покажува дека е прво многу подобра во однос на било кој друг. И така водам сметка за сите аспекти. Дека водам сметка каде треба да оди државата. Аутисти ли сме? Гледам дека се испразни целото оружје во Европа. Комплетно НАТО структурата значи е подготвена да водат краткотрајни, значи војни од низок интензитет или како што викаат сафари војна. Ама долготрајна војна очигледно дека не сме спремни. Зошто? Затоа што целата европска индустрија е мирнодопска индустрија. Значи не е двонаменска. Количината на оружје што уште ќе се користи во Украина и муниција, таа ќе трае најмалку уште следниве 2 години. Значи таму уште многу оружје што пропно што ќе се 1,5 милиони гранати од различен тип месечно се трошат во Украина. Значи ние мора да видиме што можеме да направиме и каде можеме ние да се вклучиме во делот на муниција, во делот на оружје, во делот на заштитна опрема. Не само сега додека трае војната, туку тие резерви ќе мора да се потполнуваат, а ќе има сигурно и други војни со помали интензитети низ светот. Тоа значи дека ние треба наше во стопанство прво да школуваме кадар, а тоа значи да отвориме катедра на Машинскиот факултет за вооружување, да видиме што можеме во деловите на МЗТ каде што се произведуваат деловите за тенкот Т-72. Дали знаете дека мултипликаторот за Т-72, па дури и првите 100 броја во најновиот руски тенк Армата се со мултипликатори од МЗТ ФОП. Значи, тој мултипликатор се користи и во оклопни транспортери кои што ги користи грчката армија. Тој мултипликатор се користел и во последниот наш југословенски суперсоничен авион, тој е Галеб Г4, што значи дека во моментите кога го апсевме директорот, заради политика, заради армиските делови, се сеќавате со аферата Бучковски и за жал беше ова изморедна фирма беше вмешана во една ваква работа, таа фирма во тој момент имаше 450 вработени и произведуваше оружје за кое целото одеше за извоз. Значи ние имаме и предпријатија кои што произведувале производи двонаменски. И на инсистирање на некои амбасади ние сме им забранувале нив извоз. Наместо да ги подкрепиме тие предпријатија, ако е производот двонаменски, тогаш не ќе ги купуваат тие производи, па нека бираат кому ќе производат, а ние на таков начин практично им ги уништивме предпријатија. Значи има Македонија кадар, има стручни лица, има инженери кои што можат да произведуваат и високо софистицирано. Сигурно. Уште ова прашање и одиме со реклами. Доколку влезете во вториот круг, кого посакувате за против кандидат? Па се едно ми е кој ќе биде. Се едно ми е кој ќе биде. Зошто? Па за мене, како да кажам, јас сум научен во вториот круг да победувам. Добро, одиме со вториот блок реклами и потоа се враќаме на дебатот. Сега следуваат господин Јакимовски блиц прашања. За разлика од минатите, на овие ќе имате по 30 секунди за одговор, затоа кратко, концизно. Прво прашање. Гласање или места за диаспората во парламентот? Гласање, и тоа интернет гласање, а треба да се отпочне со интернет гласање во Република Македонија. 21 век сме и срамота е ова што не овозможуваме да гласа диаспората. Укинување на патните трошоци за пратениците, да или не? Да, но во исто време давање станови на пратениците каде што ќе може да живеат овде во Скопје. Апанажа? Апанажа
се дава задолжително. Зошто? Зашто вие ако се посветите на функцијата онака како што треба, вие освен ако работите во државно, не би можеле веднаш да се вратите на своето работно место и веднаш да отпочнете со работа, имајќи во предвид дека вие нема да смеете да користите никакви своји претходни врски додека сте биле на власт и така натаму, така да апанажата е добро смислена уште од памтивек па наваке и ја практикуваат сите земји. Ветинг? Ветинг да, се што поготово прво за мене ветинг мора во безбедносниот систем и ветинг во судско-винителскиот систем, а истото го мислам и во администрацијата. Одиме понатаму. Дали црквата и верските заедници треба да плаќаат данок? Црквата мора да биде и верските заедници одвоени од државата. Но во исто време не смеат да примат пари од буџет. Дали би учествувале на протест или парада на ЛГБТ и заедницата? Јас сум човек што прифаќам секој граѓанин да се чувствува и да се изразува онаква како што тој се чувствува и нема зашто да бидам против нив. Либерализација на користење на канабис, да или не? Како е во останатите делови во светот, така треба да биде и во Република Македонија. Има и либерализирано и декриминализирано и забрането. Мислам дека сепак тоа е малце сериозно прашање за кое што треба да разговараме со многу стручни лица и од безбедносниот сектор, а треба да се разговара и со младите. Зошто да не? Треба и со нив да се разговара. И на ова претходното прашање што ми го поставивте, и на ова треба сериозна дебата со младите. Нема бегање од младите. Легализација и за прашања дури кои што ние не ги разбираме. И кои имаме спротивставени ставови, треба многу да седнеме и да разговараме со нив. Легализација на истополови бракови. Па мислам дека тоа е веќе регулирано со закон. Абортус, да или не и до кој степен регулирано? Абортусот мора да биде слободна волја на брачните парови или на партнерите, а пред се на мајката. Кој е најдобар сосед на Македонија, а кој и мисли најлошо на Македонија? Па досега и Албанија и Србија се покажаа како добри соседи. Прво, Албанија не призна меѓу првите, не призна под уставно име. Не призна и Србија. Србија начело со председателот Вучич го реши нашето многу децениско црковно прашање околу автокефалност на Македонската православна црква. Видовме како Србија се однесуваше за време на ковид кризата и мислам дека од цело време се однесува крајно пријателски кон Република Македонија. Со Грција тензиите се спуштени. Мислам дека недоволно ги развиваме односите со Грција, сепак е таа земја членка на Европската унија и поразвиена од Република Македонија, а Бугарија се однесува крајно непријателски кон граѓаните на Република Македонија. Дали Израел треба да одговара пред меѓународниот суд? Нападот на Хамас беше страшен терористички чин, каде што се убија цивили. Од секој што представува вооружена формација, а убиваат цивили, тоа е недозволиво и тоа е за осуда. Но во исто време и за осуда да се убијат 30.000 деца. Значи, ако Хамас е банда, вие ќе си ја гоните бандата, ама максимално треба се воздржите од убиства на деца и на цивили. Дали Путин треба да одговара пред истиот суд? Исто, секој што убива цивили мора да одговара пред меѓународните судови. Трамп или Бајден? Јас сум за Трамп. Не дека сега не знам ме ставиле црна листа и претходно едноставно стилот кој го применува Трамп мене ми е многу близок, многу рационално размислува Трамп и мислам дека и се гледа она што јас го велам, прво македонска перспектива, па потоа европска. Трамп вели Америка first. Прва Америка, така да сме многу слични тука во размислувањето. Еднаш председател, секогаш председател. Треба ли да се укинат привилегиите? Треба ли да се укинат привилегиите кои што ги има председателот по завршувањето на неговиот мандат? Не. Прво, председателот мора да не види контрола и кога ќе заврши неговиот председателски мандат, со кого тој комуницира. Председателот ги чита државните тајни.
Кај председателот се воените планови. Председателот ги знае воените подготовки на оваа држава. Значи, се што е тајно во оваа држава, прв знае председателот. И тоа што председателот треба да биде обкружен со обезбедување и што треба неговиот натаму живот да се обезбеди е како резултат на тоа што ја обавува најважната државна функција. Тоа што сме ние мала држава и све релативизираме, тоа е друга. Меѓутоа, сериозна држава вака сериозно мора да се однесува кон председател на држава. Државно финансирање на партиите, да или не? Да, државно финансирање. За мене, според моето мислење, треба да се поткрене лимитот за регистрација на една партија. Со самата регистрација, секоја партија треба да добие средства од државата, зашто ни е потребен политички плурализам, вишепартиски систем. И натамо добро е да се обезбедува од буџет средства за финансирање на партиите. На таков начин ќе се избегнува рекетот кон компаниите и злоупотреба на службените функции на функционерите. За жал, ние денојуве видовме дека повторно една партија ги впрегнала своите градоначалници во обезбедување на буџетот за избори и не знам како тука ова ќе го отчути обвинителот. Една изборна единица или постоечкиот систем? Да, за мене тоа е битна измена во политичкиот систем на Република Македонија. Треба да имаме една изборна единица, да дадеме простор за нови политички субјекти, а начинот на финансирање на изборната кампања е крајно дискриминаторски и тој треба да подхитно да се рекомпонира. Да создава отприлика подеднакви можности за изборен надпревар за секој субјект, вклучително и за председателски избори. Господин Акимовски, сега ви го оставам пултот на вас. Имате една минута да им се обратите на граѓаните. Повелете. Почитувани граѓани, на 24 април одлучувате вие. Вашата одлука што ќе ја донесете можете и јавно да ја соопштувате, ама тајно ќе заокружите, можете да го заокружите број 3. Зошто? Гласате за председател кој што е искрен, кој што зборува она што народот мисли. Многумина од вас ми велат: Стефче, јас исто мислам, ама не знам да го кажам тоа како што ти го кажуваш. И јас сум председател на сите граѓани на Република Македонија и јас сум прво за македонски перспективи, па потоа за европски перспективи. Да сте живи и здрави, излезете на овие избори и гласајте храбро, заокружите го број 3. Господин Акимовски, ви благодарам на гостувањето. Ви посакувам многу успех на престојните председателски избори и парламентарни. И парламентарни потоа, и доколку влезете во втор круг, со задоволство ќе бидете наш гостин повторно. Ви благодарам на прекрасното интервју, беше навистина динамично, со добро подготвени прашања. Благодарам што наш. Почитувани гледачи, тоа е се за вечерва. Останете на програмата на телевизија Телма.